Добро утро, добар ден и добро вечер. Се враќаме Здраво. повторно ма какво повторно после долга пауза, правиме тест во еден нов формат. Јеби га дистанца, тоа е тоа, си го прави своето. Назад во форма на подкаст, ама нема биде само подкаст, тоа е само еден експеримент кој што се надевам дека ќе продолжи. Зошто? Затоа што јас и господинов друг до мене овде не можеме да престанеме да правиме муабет за возбудите што ни ги приредува во зимскиот тест период пред се MotoGP. А бога ми денеска и Супербајк видов Реја дека паднал вчера, во ствари да. се искашал и слично. Ничо, добре дојде. Добро те најдов. Зашо ќе правиме муабет тестов, рече? Ништо, направо одма ми кажуваш кој ќе биде шампион наредна година и завршуваме. У MotoGP или овако, или у Супербајк? Ајде, нека иде комплет и тамо и тамо. Комплет. Видов дека Развитоглу издоминирал со BMW на тест. Да. И некако ме стави у позиција, као сите се сомневавме у BMW-то. Искрено, ја не сум многу фан на BMW во тркиве, ама Развитоглу е толку добар возач да стварно не можеш да очекуваш све живо диво од него. Иако мислам дека Дукати и Баутиста сепак се фаворити. Али, како и секоја година, и сезоната делува дека ќе биде екстремно многу интересна, со тоа што ме плаши дека Реја може нема биде конкурентен, што значи дека од тројца во борба дека можеби ќе паднеме на двајца плюс некој што ќе улета рандом во борба на трки. Да. Има врска и мислам резултат на новите правила дефинитивно е ова. Кои се новите правила? Гледаме. Новите правила се додавање на тежина на полесните возачи, со тоа што сега фактички Баутиста не на самиот возач, него на самиот мотор. Сега Баутиста вози со негде околу 7-8 кила потежок мотор него лани. Што за толку слабичок, ситен по градба возач, не се уопште за занемарување, особено нели у кривина, тоа тука се осеќа најмногу, да. Ама знаеш што значи ова? Тоа значи израмнување на играта и на некој начин дури и Аноне и Данило Петручи да имаат шанса скоро тука те чекав, значи тоа значи дека мојот омилен Петрукс ќе може да доминира равноправно. Тоа го сакам. Јас сум ќе го убацам и него тогаш у комбинација. Ја би го убацил и Аноне дефинитивно, пошто човекот има што да докаже, нели отиде неславно заради допинг аферата, дремеше дома на 4 години, сега се враќа у пуна форма и Филип Ајланд е негова коњак стаза, дефинитивно, ќе има што да покаже таму и ќе сака да се докаже и има добар мотор под него. Правилата му одат во прилог, така да ќе биде интересно. Добро, тоа значи дека може да очекуваме уште поизрамната борба оваа година во Супербајк. Како тоа е воопшто возможно, веројатно многу повеќе возачи да учествуваат во борба, а не само тројца како лани. Да. Видиш, имав пропуштено овој момент со тежината. Мисли моја викендите како ќе си ги организираш оваа година. Шо како ќе организирам? Барем 2 трки Супербајк ќе одам да гледам. Тие што ми се у комши тука, што да ти кажам. Значи више у календар се брцнати тоа, нема шанси да се пропушти. Така. Пушти нова патека нова трка во Унгарија. Така. Мислам дека Дорно уствари експериментира со Супербајк за да види дали може на унгарците да им даде трка и во MotoGP, со тоа што нема тоа толку многу брзо да биде. И мислам дека уствари барат некоја си у теорија замена за Брно, ако не се лажам. Така, да. Па добро, овој дел од Европа заслужува една трка, еден автодром каде што ќе може да се собереме ние, нели, остатокот од Европа, затоа што Русија веќе испаѓа од игра за било кој спортски настан, така да Сочи за формула беше за мотори, знам дека немало трка,
Меѓутоа, ете, барем за формула имаше на тој дел од светот, така да Унгарија, ако ништо друго, мора да добие трка. Па добро, Балканов цел одеше во Брно и сега Така, кога го нема така. Брно MotoGP, тогаш останува без опција. Така е, Блиска ефтина опција, условно речено, мада да, Чешка беше ефтина опција. Така. Мене ми е особено жал, пошто Брно ми е многу блиску. Ама што е тука, не е ни толку многу далеку ни ова друго. MotoGP што правиме, како поминаат тестовите, а не следам баш нешто претерано многу. Таму Дукати останува Дукати како и лани доминантен, со тоа што мислам дека конечно Енеа Бастијанини ќе биде од старт веќе конкурентен, затоа што на двата теста се покажа солиден. Со некоја резерва, нели? Немаме уште црно на бело со него, не се докажа лани, не имаше шанси човекот. Па да, на прва трка повреда одма. Сериозно. Да, го собра од старт. Главните играчи ќе бидат, како и претходно, Пеко и Мартин, дефинитивно. Го отпишуваш Маркез, девек, шо? Не, Маркез не го отпишувам, имам дебела обклада за Маркез со нашиот пријател Миле Станчев. Он е Маркез фан, така? Па не. Не, обратно. Да, обратно. Јас гледам да бидам колку што може реален, не се работи за симпатија, туку баш мислам дека човекот е, не мислам ја, него докажан вонсерийски талент и дека можда ќе му требаат 3-4 трки максимум за да биде на ниво на најдобрите. Баш како што кажа на претходниве тестирања во Малезија и Пеко тоа го забележа, вика го возиш Дукатито као Хонда, значи мора да излезе од систем 12 години возење Хонда за да знае како да се постави на моторот и да го извози како што треба. Но, значи, екстремно многу ми се допадна овој момент, го гледав по Инстаграм, не знам кај беше, кај што Пеко му кажуваше на Маркез како да го вози Дукатито, значи човече, каков момент е тоа. Океј, исти мотор, различни клуба, главни конкуренти, сега што му вика, не вака така, онака, мислам. Така. Да. И за тоа MotoGP мене ми е најдрагиот спорт на планетава Земја, затоа што мислам дека е на многу нивоа повисок од многу други екипни развикани спортови кои што палат и жарат по планетава, баш во поглед на интелектот и на таа клубска некоја атмосфера што ја има во спортот. Нема его трипови тука. Ферплей, спортска атмосфера, пошто у принцип сите овие големи богати спортови го изгубија спортот во себе. А MotoGP очигледно без разлика што го нема оној ривалитет кој што го посакуваат медиумите и нели мејнстримот за да се привлече поголема публика. Нема таков голем ривалитет, нема таков некој ептен, нели, конфликт. И нели Роси коментираше на таа тема минатата сезона. Да, ама времињата се сменија едноставно. Ама сепак без разлика што они се супер другари, има тоа друга вредност, има вредност на моментот на окей, ајде видиме кој е најбољи, ме свегаш, некој е најитр и најмудар и најербап или джамбас, него да видиме кој е стварно најдобар. Да, ако памтиш и Пеко пред некоја година кога го прашува кои му се амбициите и каде се гледа себе си, он кажа дека не е доволно комплетен на ниво на Маркез се уште. Значи, сепак, они многу добро знаат каде се поставени на хиерархиски на целата таа гранка, на лудилото со 350 на сат. Мислам, сосема најверојатно друго гледањето на спортот. Таму е повеќе Пеко има 2 титули, Марк има 8. Да, мислам, пази да се плашиш на некој што има скршено рака и што вози со 33 степени изротирана коска, да му се плашиш дека Саксен ринг ќе тепа или у кота, знаеш, да се уште да е. Така да, тоа е некој друго ниво, дефинитивно. Види, фактот дека можеби Марк не може да извади конзистентност така како што може да извадат овие другиве, особено Пеко, низ целата сезона, меѓутоа па и фактот дека сезонава со саботната трка е многу подолга него што била некогаш. Да. И да извадиш конзистентност континуирано на толку многу трки, на толку многу викенди. Добро, една скратија се нели откажа Аргентина, која беше што ја откажа? Аргентина ја откажа, да, и најверојатно уште некоја ќе се откаже, ама
Да? Тоа ти што го кажа, да, тоа што го кажа ти држи вода и Маркес, например, влегува во една нова територија. Сите влегуваат, не само Маркес. Меѓутоа, Маркес као најстар има најмногу за прилагодување. И малце му се случува еден парадокс што му се случуваше и на Роси. Роси секогаш ја бркаше целта, веќе нели на крај на кариерата. Последните 10 години он цело време бркаше нешто, бркаше промена на гуми, на електроника, на нови јунаци у класата и така натаму, нови стилови на возење. Значи, сега него му доаѓа тоа време, да кажам, пред пензија, што му беше на Роси. Значи, не е баш дека ти стално ќе бидеш најдобар, а другото дека нема да се смени, се менува и добро тоа го знае он. Секако. Добро, интересно од тој аспект, пошто, например, не многу се зборува за тоа дека Маркес менува стил на возење, дека денеска стилот на возење толку многу се разликува. Сега може би се детали, финеси, пошто Роси мораше комплетно од корен да смени пристап на возењето, пошто младиве почнаа да клизаат, почнаа да се изместуваат, значи тоа беше комплетно различен стил. Сега барем има финеси, има детали, меѓутоа не е како стил во основата толку многу различен. Види кај Роси се сменија од двотакни 500 кубика машини на 990, па на 800, па на 1000 и така натаму, до двотакни на 4 такни, електрониката влезе у пол сјајн или со тракшн контролот, производители на гуми смени најмалце 2, колку што памтам, ако не и повеќе. Така да тоа се огромни промени кај него, а овде е во прашање нешто што никогаш не било толку доминантно изразено кај моторите, аеродинамиката е страшна промена, вариабилна. Мене ме нервира тоа. Се надевам дека ќе го скратат. И јас ги сакам оние старите мотори, што би рекол Кейси Стонер, сакам да прилизгува, сакам да имам контролата во дланка, а не у електронска кутија. Ама не можеш да го заборавиш тоа што си го научил. Проблем е кај инженерите, тоа што го откриле, што го истражиле, да го заборават. Така да не знам кои правила треба да бидат поставени, колку прецизно, за да не биде вештачки на сила вратено назад тркањето, него да добие некоја си друга димензија. Повторно тестовите Дукати изненадува најмногу или не? Гледах нешто, имаше нека фешта на тестовите, да. Така во и смисла на заврши. аеродинамика и на тестирање на аеродинамика правомовет, не на Аеродинамиката, да, ако збориме за аеродинамика, дури Априлија и предначи пред Дукати, со тоа што Дукати како целосен пакет е, нели, се уште подобар. Алеш Еспаргаро не пропушта да се пожали на снагата на моторот и така натаму. Вињале се приказна за себе, секогаш тука, никогаш до крај и така натаму. Вињале се интересен момент, ова предсезонско тестирање не е на прва позиција, што е чудо за него, секогаш е шампион на тестирањата, утрка се губи. Па нека биде тоа нешто добро за него, нека биде обратно оваа година. Сепак е талент и он, брз возач е, меѓутоа никако да се комплетира за настапи на трка. Интересни ќе бидат јапонците, Honda и Yamaha. Интересни или тажни? Па, пази, беше и Дукати тажен пред 10 години, ако памтиш. Беше. Да, и помалце од 10 години. Жут кога беше. Да. И затоа дојдоа оние промени првични, кои што сега добија некоја еволуција, да кажам, еволуција, за да ги стигнат останатите, нели, јапонците доминираат 30 години уназад и редно беше да не се фрлаат пари само за вртење кругови, него да се стигаат еден друг, и тоа е најпаметно решение дефинитивно. Овозможи му на послабија да се развие, доека не почне да победува, после да го бркаат и него. Така да со одврзани раце и со мултимилионски бизниси за нив и Honda и Yamaha, мислам дека ќе биде интересно до крај на сезоната. Мислам дека ќе се доближат, ако не на ниво на останатите, на најбрзите, барем ќе бидат тука негде. Да. Добро, немаше јасни индикации дека нема да кратат буџети и слично, особено за Honda правилно, баш некако беа воздржани, некако беа као ќе инвестираме, нема да инвестираме, ќе развиваме, нема да развиваме. Па, сега и во возачи не инвестираат толку многу, сепак зема нешто за растење, за тест. Така. Они се премногу горди пред се и ова им дојде како удар испод појас, заменувањето на Маркес пред се. А и Yamaha е тука негде да го изгуби Квартараро.
ако не направи некоја промена и затоа и ангажира возачи кои што на крај крајава нема да им вршат притисок со тоа што ќе им бараат мотор способен за победи и за титули, некој што ќе биде спремен да работи. Зарко е број 1 тука, нема Добро, Зарко е на крај на кариера, он одбра договор за да му трае. Баш сега, за разбој на мотор има што да даде, а Лука е секогаш студиозен, знаеш, кога дава изјави, тоа ти е као да си на час на машинство присутен. Ама Лука сака да победува. Лука сака да биде свој човек, прво и затоа мислам дека излезе голема целата сенка има. Да, огромна сенка има за пополнување и ова му е некој соломонско решение да се докаже и покаже дека може да направи нешто повеќе. Затоа што мислам дека немаше место во Дукати кланот за него. Може да му фали малце агресија, може да има нешто и вишак сантиметри за да биде комплетен, меѓутоа покрај Безеки компанија тешко. Мене само ме фасцинира бизнис страната на потезите и на одлуките што ги прави Роси и VR46. Значи моментот на главниот, значи брат му го пушти од друга овакво на друг мотор, од друга фирма со други спонзори. Неговиот тим не сваќаш, се дешава едно нешто, преговара за друг мотор да земе, да не биде веќе на Дукати и све. У исто време гради некоја империја, ме сваќаш, која што доминира. Со тоа што немаат многу нови млади возачи што доаѓаат. Немаат, ама прашање и дали им треба. Има еден момент, ќе направам пак паралела со Формула 1, пошто и тоа ми е една од пасиите кои што ги следам. Red Bull има една страшна школа на возачи во која што инвестира, меѓутоа доаѓа моментот каде што едноставно нема каде да ја продолжат кариерата понатаму. Доаѓа во јуниорските класи, ги поминува сите јуниорски класи и доаѓа до Формула и што понатаму. Добро, ама и MotoGP беше така, Red Bull Cup нели имаше? Да, јасно. Меѓутоа, сакам да кажам ако правиме паралела со VR46, толку се 20 возачи можат тука, Пеко, нели, тој игра, Франко Морбидели и он е во комбинација исто од академијата и така натаму. Ама, што знам, мислам дека некако се заситија. Едноставно, имаат они позадина, имаат млад возраст, ја не ми текнува кој беше син на некој од инженерите кој што е во Дукати. Така да, он е исто дете на иднината, се уште е млад, он ќе почне од најмалата класа, далеко од Мото2 и MotoGP. Ама еден друг аспект, да се надоврзам на она што го кажа за Роси. Значи, он игра на сите полиња и покажува дека е поголем од MotoGP. Едноставно. Значи, мислам дека тука е целиот клуч. Затоа и ќе погази и его, ако го имал уопште, не знам, веројатно сите имаме некако его, али мислам дека ја сваќа големината на тоа што го прави. Значи, да играш ти да си амбасадор на Ямаха, да користиш мотори на Дукати и брат ти да вози у Honda. Што правиме мугаве? Уште на Макс Биаджи да му брсне околу со Априлија да направи нека комбинација. Тоа станува, да. Царе, да. А што прави со КТМ? КТМ е црниот коњ, ако може така да се каже, пошто реално и амбициите им ги знаеме. Они се можеби најбогатата екипа во MotoGP, која што има зададена јасна цел и тоа е тоа. Априлија, мислам дека ако победи, ако не победи пак окей, ама кај КТМ нема непобедување, они одат на победа дефинитивно и покажуваат добри знаци со тоа што Джек Милер му се тресе столчето на Джек Милер. Мислам дека до пола сезона има максимум шанса да се задржи. Газгаз тимот добива фабричка поддршка или различно? Да, не, комплет исти, идентично. Исто, така. Да. Тоа значи дека може да се правиме да видиме дали ќе има некаков барем минимален ефект, резултат позитивен Акоста. Акоста веќе покажа кој што е. Дури пред да сврти првата трка. Значи, дечкото е убер талент, нешто што, како викаат и самите коментатори, генерацијски талент. Значи, нешто што беше Роси на времето, Маркес, Кейси Стонер и така натаму, значи убер талент.
Прво, мањакот на грешки што ги прави на патеката е многу голем показател и покрај тоа што од мото двојки на мото тројки можеш да се прилагодиш лесно, нели? Меѓутоа на MotoGP нема лесно прилагодување, особено сега со аеродинамика, со електроника и чуда. Да, и овие right height девајсите, уредите за уредите за манипулирање со висината на самиот мотор. Така да премногу комплициран систем е тоа за некој да едноставно седне и као до вчера да возел и да се понаша на мотор као да не знаеш дека може да падне. Тоа го коментираат и возачите, секој што го видел на патеката, вика, тоа е тоа, вика, човек. Зборуваш за сега, за тестовиве, така? За сега, за овие, значи, он има вкупно 8 дена, со се Валенсија 10 дена на мотор. А веќе постигнува времења кои што се конкурентни. Зборам за темпо во трка, не само за најбрз круг. Значи, зборуваме за 20 круга и така натаму. Да. Знае да менаџира, знае да се постави на самиот мотор, позицијата во кривина. Знаеш дека не е само за кривината, него за ненарушување на аеродинамиката. Тука е, значи, веќе зборуваме за балет на тркала, не зборуваме само за тркање. Значи премногу е комплексно за некој со малце помалце знаење да успее да сврти круг што е во секунда барем на најдобриот, а не у десетинки. А он веќе вози у десетинки, така да. Добро. Да. И што е најбитно, карактер. Дечкото сака да направи историја, сака да влезе во историјата, не се плаши да збори, одмерено збори, без многу ароганција, меѓутоа знае што прави. Делува дека Дорна гледа капацитет во него да прави шампион? Мислам да се подпира на него? Пошто очено го бара он новиот шампион. Пеко им е сега, нели, последниот кој што функционира, ама Пеко не е по карактер шампион. Мислам не дека он не е шампион, вози изврсно се тоа. Меѓутоа не е шоумен, не, знаеш, нема таква некоја звезда како што има Маркез. Да. Они се надеваа многу за Квартараро, ама сиротиот му се падна Ямаха. Да, Квартараро покажуваше, нели, такви некои, како да кажем, као рок-н-рол фраер беше да, капацитети и покрај тоа што нема машинерија за да биде поддржано, да не биде само од 15-то место, не можеш да се правиш фраер нормално. Он нема ни маневарски простор многу, значи кај него е просторот за преоѓање во друг тим многу ограничен и тоа го кочи. А Коста тоа го кажува и на интервјуа, вика, јас сакам да го вратиме оној стар сјај на MotoGP, кога се кошка Биаджи и Роси, па после Лоренцо и Роси, па Маркес и Роси и така натаму. Значи, ја сваќа играта, знае што привлекува публицитет, али пред се е фокусиран на возењето, за разлика од Јаноне своевремено, кој беше повеќе надворот од патиките со сликање со манекенки, него што беше фокусиран на возењето. И он беше талент. Јас малце го нарушив мојот мислам имиџот во мојата глава го наруши овој, како се викаше, вториот се Јана? Не. Лани што беше у MotoGP вторбеле, ми се блокираше. Мартин. Јас плейбој момент дека изиграваше нешто и он малце, мада изгледа не е тоа, он или барем го крие, ама еднаш му излезе и некако едно време Джек Милер го форсира, едно време и јужноамериканецов го форсира Дорна, ме сакаш да го прават звезда, ама пустите мора резултати да имаат, не е доволно само да имаш харизма и се, сам Джек Милер е супер. А Дорна би била пресрекна кога он би имал врвни резултати и кога таков лик ќе биде. Така, ќе биде на врв. Тешко се поклопуваат сите тие параметри во еден човек, нели? Некој може ќе биде добар возач како што е Пеко, некој ќе биде добар шоумен како што е Милер и така натаму, меѓутоа се да се собере во еден човек е малце. Па од тој аспект мислам дека Коста може да биде баш она јасна убава иднина за Дорна. Мислам од поглед на пари правиме му за возење не прави никој му тој друг. Да. На него ќе му биде најбитно прво да се покаже на патеката, па после све друго само ќе си дојде. Ќе бидеш и порелаксиран и ќе можеш и да се смееш и така натаму да кажуваш се што ти стои на глава, никој да не може да ти забележи, као своевремено Кейси Стонер и Роси и компанија.
И уште една тема ќе отворам за крај, и да го завршиме тестов, Господ знае, може и ќе го објавиме, појме да. Мене ми се свиеше мојот, не верувам дека два пати ќе го направиме истиот. Па да. И нема ни крај овој муа, така да. Може слободно. Прашањето е, ако лани пред почеток на сезона сите се плашевме дека Дукати ќе доминира многу и на некој начин и доминираше Дукати, меѓутоа не беше неинтересно. Како е чувството оваа година? Јас искрено се надевам дека нема да биде исто како и минатата година што се надевав дека нема да биде, среќа и испадна дека не е до толку доминантен, да имаше доминација на 20 возачи од тимот, меѓутоа гледавме и некои блесоци на останатите. Да се надеваме дека ќе биде подобро од минатата година, што има многу голема веројатност да биде подобар. Заради сите овие работи што ги кажавме претходно и за возачи кои што се во игра, ете и Маркес промени тим и тоа е еден од фаворитите за титула, неминовно е како сака, нека не победил една година, ми е гајле ако не победил. Ништо не, значи може и да седи дома една година, па пак да победи. Да. Друго, заради правилата, заради новите концесии, мислам дека тука ќе се измешаат бајаѓи картите исто така. И мотивот. Пеко е веќе влезен во зоната на освојување титули. Мартин од друга страна е очен за фабрички мотори, он гарант прерипува наредна година у некој друг тим. Очен за фабрички мотор во смисол на пари, претпоставам, пошто моторот е тој. Не само за пари, него за внимание, што? Внимание, престиж и докажување, едноставно. Јас сум заслужил третман на фабрички возач. Сега... Да, сакам да кажам дека не му е тоа клучен момент за резултатот да биде подобар. Не, апсолутно, не. Дури мислам дека му е полесно во сателитски тим да растеретено толкав притисок како што е во фабричка, така да не гледам никаков минус тука за да биде победник оваа година, но ако зборуваме за наредната година, дефинитивно му е целта да промени тим. И веројатно КТМ би бил во игра најверојатно ако не го зезне Маркес. Или Маркес или Акоста се префрли во фабрички. Ако толку брзо може да се помести, пошто тоа е тоа. Биндер све во игра. Биндер ќе остане сега. Да, Биндер им е златна кокошка дефинитивно. Да. Ама Милер па имаше шанси, минатата година многу добро тргна и иако е симпатичен лик, веројатно еден од најсимпатичните во целиот падок, не трпи овој бизнис. Паузи, не дава време за грешки и така натаму, така да и јас истото го гледам дека времето му е веќе. За жал и за Франко, мислам дека ќе биде или последна сезона или ќе биде онака као. Да, и како ја почна со повредата, несреќно за жал, а ете му се поклопија коцките, нели, Безеки му отстапи место на фабрички мотор. Му се поклопија да е жив и здрав Батороси. Така е. Да, па добро, да. Има све е во игра, меѓутоа факт е дека он немаше да го види ГП24 ни на сон, ако не Безеки, ако не решеше да остане во тимот. Тоа е или Роси што викаш. Да. Така да, интересно, али веројатно е дека ќе се борат Дукати. Еден против друг, Дукати против Дукати. Добро, се дека има добра борба и се дека не знаеш од почеток на трка дека ќе издоминира Дукати како бренд, како производител, тогаш е се окей. А мислам дека барем 2023 немавме такво чувство секогаш дека добро, супер, сега знаеме Дукати го ќе изгазат и чао, пријатно ме секогаш. Пошто на моменти изненадија КТМ со стартови, изненадија Априлија со топ брзина, изненадија среќа имавме спринт трките што беа баш на минатата година. Да. Они малце направија некој баланс, успеавме да ги видиме и КТМ на подиум и Априлија и така натаму, инаку ќе беше зезната ако беше класичен викенд. Па да се надеваме дека тестов го завршивме успешно и дека ова на крај ќе испадне некоја јавна содржина која што ќе биде под знакот тестираме формат, да видиме како нашата публика ќе го прифати тоа. И ете, без некоја посебна обврска, ама се надевам дека ако не после секоја трка, после секоја втора, вклучувајќи заедно, сега ги калкулирам и супер бајки и MotoGP. Само пукај, да. Ќе навечер касно во ниедни сати ќе успееме да се собереме на пола сат да измуабетиме за тоа што се случило на трката. Јас како љубител, не толку многу како бурен следач интензивно на дневните случувања, ти како све.
Океј, све сум од страна на фан и јас исто не сме ја и ти инженери некои да се правиме паметни, меѓутоа љубовта кон спортот си го прави своето. Едноставно вложуваш таму и напори, и фокус и све за да дознаеш што повеќе можеш, а информацијата е најбитна во овој спорт затоа што премногу комплексен само да наоѓаш простачки, онака овој слабо вози, овој добро вози. Значи многу фактори се позади. Да, ама на крај ја па многу го сакам моментот затоа што знаеш дека има сурова борба возач. О, Значи, да. Тоа е тоа. Да. Мислам, ако го нема тоа, мислам дека би изгубил љубовта. Така е, така. Се гледаме. Ајде, Чекај, чао. стопирам.